4 декември 2025 година, почитувани гледачи, добре дојдовте и овој четврток во дневникот на КТВ телевизија. А во него детали за актуелните теми со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Советот на општина Кавадарци денеска ја одржа редовната трета седница. Усвоена програмата за работа следната година. Донесени повеќе одлуки. Со одлука на Советот на општина Кавадарци во рамки на денешната трета редовна седница беше донесена одлука за зголемување на надоместокот за износ на смет и на надоместокот за јавна чистота. Со новата одлука, наместо 2,5 денари, граѓаните ќе плаќаат цена од 3,5 денари по метар квадратен за износ на смет, а за јавна чистота наместо 50 денари ќе се плаќаат 75 денари. Како што беше образложено на седницата од владеачкото мнозинство, новите цени се должат на зголемениот обем на работа, квалитетот на услугите и трошоците. Опозицијата ги критикуваше со образложение дека се удира директно врз буџетот на граѓаните, иако според нив немало основ за покачување на цените на овие услуги. Градоначалникот Јанчев се вклучи во дискусија и даде образложение зошто се носат овие одлуки. Нагласи дека цените во наредниот период уште ќе растат согласно новите законски регулативи кои ќе почнат да се применуваат. На денешната седница се донесе и одлука за зголемување на субвенциите што општина Кавадарци ги дава на јавното претпријатие Комуналец за помош при плаќање на сметките за комунални услуги на граѓани во социјален ризик. Во рамки на денешната седница беа донесени и програмите за работа на општината во следната година. Се разгледа и усвои наративниот и финансискиот извештај за реализација на програмата Тиквешки Гроздобер 2025, доставен од Иноватива груп. Советот ги усвои решенијата за именување на членови во надзорниот и управниот одбор на јавното претпријатие Комуналец. Во моментот во општина Кавадарци се реализираат проекти со вредност од околу 17 милиони евра, информираше на денешната седница на Советот градоначалникот Митко Јанчев. Во моментот во Кавадарци, во општина Кавадарци, се работат 23 капитални клучни проекти. И тоа, отворен базен со вредност од 850.000 евра. Затворен базен со 1.200.000 евра. Картинг зона и картинг центар со 400.000 евра. Биопазар или еколошки пазар 400.000 евра. Спа центар при затворен базен од 500.000 евра. Колекторски систем на Ѓорѓе Соколов до Северен булевар од 200.000 евра. Мост од село Марена до село Сопот 300.000 евра. Улици број 5, 6, 7 и 8 крстени на Ѓорѓе Соколов од 400.000 евра. Гасификација која што наредната недела ќе биде тендерирана од 1.000.000 евра и Ване како советник е лично таму вложен во делот на техничките работи. Договорот БНС Спорста сала Јасмин од 91 што стои така, 2 милиона евра завршена постапка со отпочни со доград. Скијашкиот центар на први ќе добие уште една стаза со должина од 900 метра со инвестиција од 100.000 евра донацијски. Кружен тек кај Молот и кај Лидел. Вредност 800.000 евра донација од компанијата Лидел, склучен договор поминат на Совет, пуштен во Министерство за правда. Кеј, уредување на кејот, односно изградба на кеј во село Марена од школото па до горниот дел, негде над 300 метра од регионалниот пат, 300.000 евра, ќе го обелодениме во среда, донација од фондација Илија Камчев од Марена со потекло, 300.000 евра комплетна донација. Дом за деца со попреченост, 1.200.000 евра во завршна фаза, се почнува со опремување уште 200.000 евра. Задругарска улица, комплетна реконструкција заедно со дрвореди и тротоари од 150.000 евра. Вејко Влаковиќ пробивање на буливарот, улично, канализација и водоводна мрежа 400.000 евра. Моклиште е у завршна фаза, водоводот, канализацијата и фекалниот колектор од 800.000 евра инвестиција. Водовод за Страгово, Ладно Долче, Крњево 500.000 евра. Водовод за централниот водовод од Дрекстер Мајер до Сопот 400.000 евра. Пензионерски дом
3 милиона евра, тендерирањето ќе биде втора половина на декември, одобрени пари на влада и поминати. У меѓувреме, у почетна фаза се рушењето и изградбата на двата објекта ке и што? Ќе добиеме културно-уметнички центар која ќе има вредност од над милион евра како капитал по метар квадратен и јавното предпријатие кој ќе добие канцеларии од над 800 метри квадратни со вредност од над 800.000 евра. Се тоа кога ќе го собериме е сума од 17 милиона евра почитати капитални проекти. 17 милиона евра. И мислам дека е добро да го имате како информација и добро е да се појавувате на овие објекти, пошто ова ќе биде историја за Кавадарци, во наредните 3 години се ќе биде изградено. Обиколницата во завршна фаза, трасата дефинирана, тендерирањето ќе почне во февруари со над 20 милиона евра инвестиција и еспресниот пат со идејно решение направен од автопатот после 102 километра на излезот на винарија Лазар. Тука ќе биде приклучкот до заобиколницата директно, Кавадарци излегува директно на автопат. Исто патот Дисан Кавадарци, Конопиште Бошава и до скијашкиот центар треба се изграде патот преку Радња, скијашки центар до Бокула, патот до Мајдан е ставен во програма во ЈПДП и во Македонија пат за наредната година. Демикапија бар ова програма не е ставен, поклучно не е да го изградиме до скијашкиот центар, до Бошова, а нормално дека тоа не е заборавено, тоа е пат од 90 година регионален кој што ќе биде и како во интерес да се направи. Само сакам да потенцирам, без овие последни проекти што ги кажав, овие се вичи со договорни странки, направени, тендерирани, се 16 милиона евра. Така да, луѓе, нека во честито на кавадарчани и нашата предизборна програма е 80% од почната. Од почната сето тоа што го ветувавме во програма го ставено, обезбедени средства, обезбедени пари и ќе се движиме во патот на развој на инфраструктурата максимално. А и уште едно ќе потенцирам дека од 1 ноември, од кога стапив со третиот мандат градоначалник, а и вие како советници, нема ниту еден празен ден да нема нешто. Изградба, реконструкција, доградба, надградба, асфалтирање, подпорни зидови, рурални средини и се. Ни една општина во Македонија не може да ја прати ова динамика. Ние сме тие кои што сега во моментот сме едни, не од најдобрите, најдобри, со најдобра динамика и ова динамика веќе трае 9-та година во општина Кавадарци и за тоа, како што кажа советникот Јован и ред други, е гордост да донесеш гостин, да го видиш Кавадарци, а поготово ќе работиме на развој на хотелиерство, туризам, заедно со граничниот премин. Кавадарци во изминатиот период вложи во модерно и економично осветлување кое ефикасно функционира, рече меѓу другото на денешната седница на Советот градоначалникот Митко Јанчев. Во делот на уличното осветлување јас морам да потенцирам неколку работи, да кажем дека од 2018 година до сега го имаме двојно зголемено и канделабрите и сиеличните места. Сечаваме на минатово дека немавме ниту влезиво осветлени, ниту раскрсници, ниту кружни текови, па најмалку сега до Марена осветлено, делумно до Дрекстермаја, до кружниот тек, до Мокниште, скијачкиот центар, до Југу Комерц. И најголемиот бенефит го имаме со тоа што заедно гледајќи во делот на безбедноста и со полициска станица, и во делот на осветлувањето кој што е бенефит за намалување на прекрашци на криминологијни работи, меѓутоа и во делот на безбедноста на самиот сообраќај кој што да не бидеме, да не подречиме, фала Богу во последниве 3 години не се случила некоја тешка сообраќајка на овие траси, на трасата на општина Кавадарци, а најмалку тоа па да има тешки последици. Тука е тоа врзано исто и со семафорски решение, и со кружните текови, и со повеќите ленти на булеварот, со пешата патека до Марена, со патеката до Мокниште и многу е битно тоа што ние имаме централизиран, автоматизиран, комплетен систем за улично осветлување, прва општина во Македонија, кај што автоматски се пали и гаси и е врзан со GPS систем. Секојдневно како се намалува дента, така се порано палат светилките и порано гасат.
имавме порано појави каде што и денски работат светилките беа на оние, как се вика, на фолери, кои што застарена технологија, сега имаме најмодерна технологија и можеме да гасиме од тука во било кој дел. Исто така улично светлување има димирање, трозонско димирање, кога се пуштат самите светилки работат на 100% моќност, после 3 часа паѓаат на 50% и после 5 часа паѓаат на 30% моќност работа, каде што во помалите движење на фреквенција, тоа е многу во ред и е осветлувањето по проекти направено со категоризација на М1, М2 и М3. Тоа значи ќе имаш собирна, сервисна или пешка зона, ги исполнуваме стандардите по метар квадратен по луксери, што минатово не беше тоа случај. А од друга страна, покрај тоа што двојно се зголемија светилките и канделабрите и самото поставување, нас не се зголеми сметката за електрична енергија, напротив, е намалена делумно, покрај поскапта струја, во делот на киловат изборам намалена, затоа што имаме модерно и автоматско димирање и ова речи го осветлување. Во делот на она, како што го кажувте, заштитни капачиња, кои што се во делот на секоја канделабра има осигурач автоматски и струјното коло кај што е врзано, до сега од тоа што го знам лично, имам повеќе од 500 капачиња резервно направено и над 300 имаме сменато. И во секој момент имаме ние резервен капак, за да во ваков случај веднаш интервенираме и наместиме капачи. Не е само девијантното однесување во делот на тоа дека на некој му пречи осветлувањето, меѓутоа повеќе се случува тоа кај што имаме поинтимни места во паркот, во кејот, моклиште, каде што веројатно младината сака да биде во една поинтимна амбиентална состојба и ги научија, ги отварат и ги гасат осигурачите. Тоа не се случува многу често, меѓутоа еве дека биде ова јавен апел за целата ситуација и дури размислувавме доколку беше причината дека некој го кради тоа заради тоа што е железо за да го продава, не вреди апсолутно да одиме со пластични, меѓутоа не ги оставаме така, да така секоја канделабра во општина Кавадарци сега има евидентно бројче. Може да го забележите тоа и да видите дека секоја канделабра има инвентарно бројче. На секоја канделабра недостатокот, дали во делот на работењето на самата светилка, дали некој друг проблем или нема капаче, слободно може да се пријави на 13300 со бројот на канделабрата и тоа во рок од 24 часа ќе биде санирано, пошто имаме ефикасна наша служба при јавното предпријатие за паркирање, кој што функционира со двајца вработени, со наши комбе за се, и тука морам да кажем дека и сите селски средини се офатени комплетно со уличното осветлување и мислам дека тоа е правиот начин. Ова е втор ваков тендер. Првиот тендер беше околу 45 милиона денари, ова е околу 55 милиона денари, за тоа што и скијашки центар се осветли Михајлово баш во овој тендер. И на крајот бенефитот го имаме во безбедноста на граѓаните, во заштита на нивниот имот и најмногу во безбедноста на сообраќајот и движењето. И за крај работиме на еден проект кој што ќе биде донацијски во прво време, ќе осветлиме 5 пешачки премини. Има една нова технологија, за нас ќе биде нова воведна технологија. Секој пешачки премин ќе го осветлиме со LED лента, која ќе биде врзана на јаже и на 2 столба. И пешачкиот премин ќе биде ќе дојде многу во израз со под 45 степени наголно осветлување, затоа што мислам дека има пешачки премини кои што и текако се невидливи или при дожд или при по тмурно време, да речеме, или магла. Мораме да ги заштитиме пешаците максимално за одделот на сообраќајот бидат видливи. Исто така со тоа ќе направиме и на секој пешачки премин да ставиме и доле во самиот асфалт трепкачи, меѓутоа и видливоста на пешачкиот премин се подобре, не е некоја скапа инвестиција, меѓутоа има трпна работа и тие се специјални рефлектори да не пречат на возачите, а да биде пешачкиот премин осветлен максимално. 50 години образование и воспитување на ученици со попреченост при посебната паралелка во Основното општинско училиште Страшо Пинџур. Манифестацијата Подај рака се одржа по повод Меѓународниот ден на лицата со попреченост, а на истата учествуваа самите штитеници на Центарот за поддршка во учењето.
Денес сите сме дел од едно прекрасно патување низ времето. Патување исполнето со љубов, трпение и човечност. Денес славиме 50 години од моментот кога во нашето училиште беше отворена првата паралелка за ученици со посебни образовни потреби. 50 години одлуки, срца и дел, што покажа дека вистинската сила на едно училиште не е во ѕидовите, туку во луѓето кои го носат со љубов. Нашите паралелки не се само дел од наставниот процес, тие се срцето на нашето училиште. Тука секој ден се учиме на прифаќање, поддршка и разбирање. Тука децата не се делат по можности, туку се обединуваат по душа. Секоја насмевка, секој мал чекор, секој успех на нашите ученици е доказ дека кога се сака, нема пречка што не може да се надмине. Нашите наставници со огромна посветеност и љубов ја водат оваа мисија, да им дадат на децата шанса да блеснат секој на свој начин. Благодарност до сите нив, сегашни и поранешни наставници, стручни соработници, родители и ученици, кои заедно ја испишаа оваа 50-годишна приказна, исполнета со боја, топлина и човечност. Нашата заедничка порака денес е јасна. Различноста не не дели, таа не збогатува. Секое дете е боја во виножитото што ние го создаваме, а само заедно, во љубов и поддршка, тоа виножито свети најсилно. Да продолжиме и понатаму со истата вера, истата љубов и истата посветеност. Да градиме училиште кое ќе биде дом на еднаквост, разбирање и пријателство. Јас сум горд што сум дел од ова училиште. Сепак, половина век е тоа. Ние половина век работиме со дечињата, им овозможуваме, им пружаме, се што знаеме и умееме да им помогнеме, да ги направиме првенствено да бидат добри луѓе, да бидат корисни во својата заедница, за себе, за семејството. Нашите ученици, низ нашите училиште поминаа многу генерации, 50 години, 50 генерации поминаа. И кога ќе се завртиме назад, не можеме да не ги спомниме и колеги кои што работеле тука, а сега веќе не се дел од колективот. Некои се заминати во пензија, некои се заминати на друго место, но јас би сакал тука посебно да истакнам две колешки кои што својот голем дел од својот работен век го поминаа кај нас во посебните паралелки. Тоа се госпожица Олијана Крстева и госпожица Верица Петрова, тие се сега пензионерки. Со нивното работење го оставија длабока трага во основното училиште Страшо Пинџер, порано посебни паралелки, а сега Центар за поддршка на учењето, знаеме, деца со посебни потреби. 50 години постоење, со не смален интензитет. Јас сум веќе 32 години полни во училиштето и со не смален ентузијазам и интензитет работиме и верувам дека и следните 50 со уште поголем ентузијазам ќе работиме. Јас верувам дека ја работиме вистинската работа, дека помагаме нашите ученици, секој од нив да си го постигне својот личен максимум. Тоа ни е основната задача. Секој дете да си го постигне својот личен максимум. Љупчо Николовски набавил поскапо жито за стоковите резерви за 1,3 милиони, обвинија денеска од ВМРО ДПМНЕ. Љупчо Николовски треба да даде јасни одговори дали грантот за фирмата Тргопродукт, вреден 1,4 милиони евра од ИПАРД програмата, е подарок за Заев и Филипче затоа што му потпишаа отпис на 2000 тони жито. Љупчо Николовски треба да даде јасни одговори дали отписот на 2000 тони жито од стоковите резерви на државата е направен за да може во 2022 година да направи набавка на 20.000 тони жито поскапо за 1,3 милиони евра. Исто така, Љупчо Николовски треба да даде одговори прво зошто е направена оваа набавка на 20.000 тони жито едно по друго,
по отписот на кусокот што го потпишале Заев и Филипче, кога велеа дека стабилни и доволни се стоковите резерви на државата. Дополнително, зошто набавките за житото биле поскапи за цели 1,3 милиони евра. 20.000 тони пченица државата ја чинело 532 милиони денари или 8,6 милиони евра. Односно, 1 тон жито бил 26.625 денари, а килограм 26,6 денари. Зошто го говориме ова? Ова е многу важен сегмент, бидејќи пченицата која била набавена од Србија, истата цената на берзата во Нови Сад била 20,5 денари. Дополнително, трошоци за транспорт од 1,5 до 2 денари по килограм се доаѓа до една цена од 22,5 денари, што е за цели 4 денари помалку од оние кои државата ги платила поради Љупчо Николовски, Заев и Филипче. Или 1,3 милиони евра повеќе пари биле потрошени на граѓаните. Николовски треба да одговори зошто државата платила 1,3 милиони евра поскапа сума за житото и дополнително зошто оваа сума од 1,3 милиони евра е скоро идентична на онаа која Заев преку својата фирма Тргопродукт ја добил од грант, а таа е 1,4 милиони евра. Ги повикуваме и ДКСК и јавното обвинителство да постапат по овој случај и да го истражат. Продолжуваме со спорт. Се спушта есенската фудбалска завеса во Македонија. Тиквеш во Кавадарци утре петок од 13 часот ќе ја пречека струга. Овој викенд ќе се спушти есенската завеса на фудбалските терени во Македонија. Прволигашите ќе ги одиграат средбите од 16-тото коло, кое ќе стартува веќе утре. Значи утре петок, 5 декември, ќе се одиграат две средби. Македонија Ѓорчо Петров ќе го нагости Вардар и во Кавадарци од 13 часот Тиквеш ќе го пречека тимот на Струга Тримлум. Во сабота во Куманово Башкими ќе биде домаќин на Шкендија, а во недела Шкупи ќе ја пречека Брера, додека Работнички ќе биде домаќин на Силекс. Колото завршува во понеделник со средбата Арсими Пелистер. И второлигашите сепак ќе ги одиграат сите одложени средби годинава. Вчера екипата на Охрид извојува огромна победа на гостувањето во Големо Коњари, каде славеше со убедливи 0-9 во надпреварот од одложеното 13-то коло во втората македонска фудбалска лига. На охриѓани сега им е потребна уште само една победа, па да се закитат со титулата есенски првак. Фудбалерите на Тетекс не успеа да го скршат отпорот на Кожув од Гевгелија и мораа да се помират со Реми, кој заврши со најнепопуларните 0-0. Овој викенд ќе се одиграат и 5 одложени средби од 15-тото коло, или по-конкретно, во сабота ќе играат Осогово Новаци и Кожув Вардар Неготино, во недела Големо Коњари Тетекс и Слога Виница Охрид, а во петок на 12 декември својот надпревар ќе го одиграат Детонит Плачковица и Скопје. И третолигашите од групата Југ во недела ќе ги одиграат средбите од последното 13-то коло за оваа фудбалска есен. Росоман ќе гостува кај екипата на Тополк. Венец на домашен терен ќе го пречека тимот на Младост од Кривогаштани, а Дреново ќе го нагости лидерот Превалец. Башкими дома ќе игра со Питу Гули, а Ултрас во ова коло е слободен. Борец како апсолутен фаворит го пречекува Бучин, а Влазними јуниор ќе му биде домаќин на Млекар. 15-тото коло во ракометната Суперлига ќе биде коло на фаворити. ГРК Тиквеш му гостува на Скопски Вардар и иако е аутсайдер, ќе се обиде да парира колку може. Во машката ракометна Суперлига, овој викенд на програмата се средбите од 15-тото коло, кое треба да донесе апсолутна доминација на фаворитите.
Колото ќе стартува веќе утре, петок, кога ќе се одиграат 3 средби. Охрид не би требало да дозволи изненадување пред своја публика во дуелот со Еврофарм Пелистер 2. И актуелниот шампион, првиот им на битолчани, не би требало да има проблеми на гостувањето кај Струга. Вардар посакува да ја продолжи перфектната сезона, но Тиквеш ќе се обиде да парира најдобро што може во овој дуел. Во сабота, Алкалоид ќе има и повеќе од лесна задача во дуелот на домашен терен против Радовиш, а Бутел би требало да го искористи домашниот терен и да слави против Куманово. Сепак, најинтересно и помалку неизвестно се очекува да биде на надпреварот во кој пролет ќе го пречека Прилеп. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Облачно насекаде со врнежи од дожд, кои ќе бидат пообилни во јужните делови, локално над 40 литри на метар квадратен за 24 часа. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, температура од 8 до 11 степени. Го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодариме на вниманието и ви посакуваме пријатни мигови со нашата програма.